Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Оваа емисија ќе ја посветиме на пациентите со ретки болести. По тој повод со нас во студиото е Весна Алексовска, председател на Сдруженијето на граѓани за ретки болести Живот со предизвици. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Весна, официјален регистар за тоа колку пациенти со ретки болести во Македонија има не постои. Кои се вашите податоци од Сдруженијето? Така, значи, официјален регистар моментално се изработува. Тоа од страна на Министерството за здравство, значи има таму надлежни луѓе кои започнаа со изработка на тој регистар, секако во соработка со клиничкиот центар, со цел да имаат стручна комисија која ќе одредува за пациентите во однос на податоците кои ќе се внесуваат во тој регистар и какви формулари ќе се користат. Значи, тоа собирање на податоци веќе е започнато и се работи тој регистар во Министерството за здравство. Натре ќе бидат вклучени пациентите кои веќе се во фондот за здравство згрижени, исто така и пациенти кои досега не биле никаде згрижени и пациенти за кои нема лекови. Значи, сите пациенти во Македонија кои имаат ретка болест ќе бидат запишани во тој регистар со цел да се знае реалната ситуација, колку пациенти има во Македонија и со какви потреби имаат, со какви предизвици се соочуваат, со цел најдобро да може да им се помогне на истите. Што говорат неофицијалните бројки сега за сега? Неофицијалните бројки би се рекло дека се може би 1000 пациенти, иако не сакаме да ставиме конечни бројки, затоа што реално за некои пациенти се уште не е донесена ни диагноза, но секако оставаме да видиме што ќе кажат официјалните бројки. Да им објасниме на гледачите што подразбира поимот ретки болести, за која болест можеме да кажеме дека е ретка. Значи, поимот ретки болести го дефинира на ниво на Европа и на ниво на светот. Да. И како таков е дефинирана една бројка, односно дека пациент со ретка болест е оној пациент кој е еден во 2000 луѓе. Значи, според таа бројка, инциденцията би била и многу поголема. Би дошла до бројка од 100.000 луѓе во Македонија кои би била со ретка болест. Да. Но сепак ќе видиме која ќе биде бројката. Ретките болести се многу комплексни. Откриени се околу 8.000 во светот како такви и само за 250 од нив постои некаков вид на лекување, додека за другите се уште се истражува и на ниво на светот се носат најразлични закони кои го помагаат тоа истражување со цел на што повеќе луѓе да може да им се помогне. Да се задржиме малку на Македонија, какви се видови на ретки болести во нашава земја постојат? Така, значи според податоците што ги имаме во Сдруженијето, но и во алијансата која креиравме минатата година како Национална алијанса за ретки болести, видовме дека се соочуваме со околу 40 различни ретки болести. Значи, за некои од нив има по еден или двајца пациенти, како што е, например, Алажил синдром или Рет синдромот, значи за какви синдроми станува збор? По една реченица да не ги објасниш, да биде појасно на гледачите, ако може. Кај Алажил синдромот се соочува самиот пациент, значи уште од рано дејство започнуваат симптоми и тоа најчесто се проблеми со црниот дроб и понатаму го зафаќа целиот организам и има симптоматична терапија, односно терапија која помага во лекување на симптомите и тоа дете може да има скоро сосем нормален живот, зависно од тоа како ќе прогресира таа болест и дали ќе се лекува или ќе се третира како што треба и дали ќе се прифати начинот на живот што си го носи таа болест, нели со проблемите. Од друга страна, Рет синдромот е многу комплексна ретка болест и се надевам дека ќе може да ви гостува во емисијата кога ќе има време или простор мајка на девојца со Рет синдром. Значи, тука се јавуваат толку комплексни ситуации, значи отежнато е зборувањето, има епилептични напади, отежнато е и движењето, значи детето може да биде повлечено, па може да биде агресивно и тоа тука се работи за минути во време. Да. Таа болест е многу комплексна и побарува еден мултидисциплинарен систем, како што побаруваат и многу други ретки болести. Значи, кога се работи за ретка болест, не ви треба само еден доктор специјалист од една област, туку ви требаат многу различни доктори. Значи, често ќе ги слушнете пациентите како имаат свој невролог, имаат пулмолог, имаат кардиолог, имаат хематолог, имаат човек на гастро, значи
толку многу различни доктори мора да посетат за да можат да овозможат еден поквалитетен живот. Да, значи комплицирани се навистина овие заболувања. Весна, ти исто така си пациентка со ретка болест, станува збор за болеста Гоше, ќе можеш да не кажеш нешто повеќе околу неа? Да, значи болеста Гоше, јас почнав да си ја викам како болест, дека сум среќна што ја имам таа болест, затоа што разгледувајќи ги сите ретки болести, гледајќи ги третманите и симптомите, на крајот заклучуваш дека си добил убава болест на крајот. Самата болест е тоа што фали еден ензим, значи тоа генетски се принесува наследно, ако мајката имала пола од тој ген, таткото пола, кај детето може да има цел или ниту еден, што е нели рецесивно. Да, какви симптоми има ова заболување? Да, симптомите се тоа што се зголемува слезината, се зголемува црниот дроб, понатамошно се таложат тие клетки кои не се раствараат, Гоше клетки во коскената срж, па коските стануваат кршливи, крвта слабе, се појавува анемија, замор, значи симптомите прават да не можеш да имаш нормален живот. Но кога се прима терапијата, која е заменско-ензимска терапија, која ме примаат моментално пациентите во Македонија, со истата терапија можеш да имаш сосем нормален живот, значи не само да станеш од кревет и да работиш, туку и да основаш семејство, значи буквално го добиваш најнормалниот и животен век, значи нема да биде скратен, туку ќе биде, можеш да живееш и 90 години ако ти било пишано така. Да, колку пациенти со Гоше има во Македонија? Има околу 10 пациенти со Гоше. Дали за сите има обезбедено лекување, третман? Значи, имаме 5 пациенти кои се на донација. Имаме еден пациент кој е на програмата за ретки болести од 2013 година, од крајот на 2013 година, но сега ќе бидат ставени на терапија и другите пациенти преку фондот за ретки болести. Весна, дали ќе можеш да ни обясниш какво е искуството на вашето здружение Живот со предизвици за третманот на ретките болести во Македонија? Третманот за ретки болести во Македонија беше од една страна дискриминаторски, од друга страна беа маргинализирани овие пациенти, а не сите, затоа што имаше дел од ретките болести кои беа згрижани преку Фондот за здравствено осигурување на Македонија, но тоа се ретки болести каде што имаше околу 100 пациенти или повеќе од некоја болест како што беше таласемија, цистична фиброза, хронична миеломна леукемија, тука се и со хормонот за раст им е потребен, значи има повеќе различни болести кои беа згрижани од страна на Фондот за здравство. Се разбира, можеби не целосно, можеби делумно, затоа што секогаш има незадоволени потреби кај пациентите или потреба од нова терапија која во меѓувреме била истражена, но од друга страна имаше многу ретки болести кои беа по бројка, да речеме, од една болест 15 пациенти, кои беа тотално оставени сами на себе. Значи, единственото што го добива, можеби беше она помош за дете со посебни потреби од 4000 денари месечно од Центарот за социјални грижи. Но тоа не беше доволно ни оддалеку за да им покрие лекови на тие пациенти, затоа што ги купуваа лековите од странство, ги сврцуваа во Македонија затоа што истите не може легално да ги увезат како такви, земаа кредити со цел да ги купат тие, затоа што некои коштаат 300 евра, некои 500 евра, некои 1000 евра месечно. Значи тоа беа лекови што може да си ги дозволат, има исто така терапии кои коштаат околу 150.000, 200, 300.000 евра годишно, кои не може ниту еден родител да си ги дозволи. Имаше пациенти кои се оцелија од Македонија буквално со цел да најдат подобар живот надвор во Германија, во Швајцарија, во Италија. Не ги обвинуваме заради тоа, затоа што реално тоа беше единствениот спас во тоа време и место. Да. Но вложивме многу труд за да пациентите полека бидат згрижени, затоа што сметавме дека воопшто не е фер таквиот третман кон тие пациенти, да бидат оставени сами на себе. Колку беше фондот за ретки болести тогаш? Тогаш беше околу 80 милиони денари, покриваше од 2009 година кога се донеса. Програмата покриваше 3 пациенти со мукополисахаридоза 2 или Хантер синдром.
кога почина едниот пациент, тогаш беше ставен после година дена пациент со гоше. Тоа беше едно девојче кое беше стварно во критична состојба и токму и затоа беше иставена на програмата за да може да се опорави и да може да проживее без болка. Да. Но програмата после тоа остана на тие пак 80 милиони денари кои воопшто не беа доволни и затоа инсистиравме да се зголеми истата програма. Пред некоја година, околу 2013-14, имаше некои напори за зголемување со тоа што акцизи од алкохол беа ставени како поддршка кон програмите на Министерството за здравство, меѓу кои беше и програмата за ретки болести, но за жал тоа не допринесе во програмата за ретки болести и ние предложивме да нудиме и да бараме да се најде друго решение, значи самите нудевме предлози, земајќи ги во предвид тоа решенијата од балканските земји пред се, затоа што сметавме дека најблиску ни се до тоа, до менталитетот, до начинот на живот, до буџетот кој го имаме и до бројот на популацијата во државата. Со оглед на тоа имавме неколку состаноци со министерот за здравство, тој ги отвори вратите за пациентите и бевме изненадени од тоа дека буквално не прими 16 здруженија, 16 представници кои буквално сите си ги кажавме, сите предизвици, сите проблеми со кои се соочуваме, дадовме листи на лекови кои ни се потребни. Со него беше и директорката на Фондот за здравство и заедно ги разгледаа сите барања и решија дека да, треба да најдат време и простор да им помогнат на пациентите со ретки болести. После долго размислување и барање на различни начини како да се финансира таа програма за ретки болести, на крајот стигна до на решение кое го објавија на крајот од 2014 година како новогодишен поклон за пациентите, дека од акцизите за цигари, односно 1 денар од кутија, ќе се издвојува токму за ретките болести. Да, со тоа фондот би требало да биде околу 250 милиони денари годишно. Ќе биде ли доволно тоа за вас? Не знам. Со оглед на тоа дека официјалниот регистар се уште се работи, нема да знаеме дали тие средства ќе бидат доволни или не. Јас би сакала да го држам министерот за збор кога кажа дека ќе проба колку што може повеќе да придонесе да ја зголеми програмата за ретки болести во однос на финансии, значи покрај акцизата, нели и самото министерство да издвои повеќе пари за таа програма, со цел да се покријат сите пациенти, значи не само во однос на лекување, туку и во однос на други посебни потреби кои се јавуваат кај пациентите со ретки болести, со цел да им се овозможи подобар живот не само на пациентите, туку и на семејствата. Да, обезбедивте поголем фонд, значи направивте повеќе пари, на што следно ќе работите во живот со предизвици? Секогаш има работа, никогаш не сме без работа. Значи во последно време ни се јавија многу пациенти кои на пример останаа без диагноза. Значи имаат предпоставка за диагноза, но немаат реалната точна диагноза која би била генетски испитана за да се знае дека тоа е вистинската диагноза. За овој проблем... Што е проблемот? Зошто немаат диагнозата? За овој проблем разговаравме и со МАНО, значи со одделот за генетика. Проблемот е како прво докторите се специјалисти да можат да дадат предпоставка, но потоа треба да се направат тестовите. Во Македонија ресурсите кои можеле да ги исцрпат за тестирање ги исцрпиле, доколку се пратат дали крв или ткиво надвор од Македонија, тоа треба да се плати во однос на тестирање и не секогаш е ефтино, значи може да биде од 3000 евра па нагоре и не секој може тоа да си го дозволи, значи не секое семејство, затоа што диагнозата е само почетна точка, но е прва и најзначајна точка во текот на животот на еден пациент и на едно семејство. Секако и од МАНО рекоа дека тие биле расположени да прават повеќе тестови доколку би добиле повеќе финансии во однос на купување на реагенси, затоа што никогаш се потребни одредени реагенси за да се испитаат одредени работи. Знам дека се работи можеби за малку луѓе и за ретки болести кои можеби само еден човек е. Но сепак таквите проблеми треба да се решат. Значи во Србија овој проблем беше решен така што направен нов закон буквално, кој го донесоа оваа година, со тоа што доколку пациентот не добие диагноза во рок од 6 месеци во Србија, се испраќа надвор
Значи тоа му е рефундирано и платено со цел да ја добие вистинската дијагноза, затоа што ако е погрешна дијагнозата, пациентот погрешно ќе биде лекуван. Да. Ако е погрешно Ќе нема лекуван, ќе резултати, има нели? повеќе проблеми, значи сум сретнала пациенти кои 10 години чекале на дијагноза или биле лекувани од нешто сосем друго. Биле лекувани од депресија, а биле пациенти кои имаат Вилсонова болест. Вилсонова болест, да ја објаснам, е болест каде што се таложи бакарот во органите во телото, па оди дури и во мозокот. Значи од тука се јавува таа депресија. А се лечи многу едноставно и лековите се од 50 до 100 па до 200 евра месечно, прилика, што не се ни многу скапи, што не се набавува, но сега со програмата се надеваме дека ќе бидат набавени. Во тек се административни работи, но јас се надевам дека првите лекови ќе пристигнат во најбрз можен рок, односно веќе април, мај, да ги имаат пациентите во своите раца. Да можат да ги користат, нели? Да, и да се едноставно да се осигураат, затоа што се уште се скептични, се уште се плашат да веруваат дека лековите ќе стигнат. И ги разбирам апсолутно, затоа што водевме долга битка. Толку долго чекале, веројатно, и сега не можат да поверуваат. Не. Не е лесно, не е едноставно. Но ќе продолжиме и да истражуваме и понатаму оваа година ќе спроведеме истражувања за пациентите и семејствата, ќе ги вклучиме и докторите со цел да видиме какви проблеми има и во однос на специјалности, едукација и експертиза и кај институциите за да видиме и таму какви проблеми има за да не можат нели да им помогнат на ретките болести и оттаму ќе изнесеме препораки со кои ќе можеме понатаму нели да инсистираме да се направат нови работи, да се воведат нови закони, да се дадат некои нови, како да кажам, поттикнување и поддршка за овие пациенти и семејства. Од ретка болест не страда само пациентот, страда целото семејство. Значи, има болести каде што нема ликови, каде што е потребна физикална терапија, која треба да биде секојдневна, например, која не е возможна, не е рефундирана. Тоа се нешта кои... И тоа се трошоци, нели, кои што семејството треба да ги сноси. Да. Ја споменавме дискриминацијата. На кој начин се дискриминирани пациентите со ретки болести во земјава? Какви се вашите искуства во Сдруженијето? Значи, сме се сретнале со неколку форми на дискриминација, но она што најмногу не потраса како здружение беше тоа што увидовме дека има проблеми при опишување на децата во градинка или при запишување на децата во училиште. Значи се вида дека има проблеми на самото училиште и градинка да ги прифати тие луѓе. Значи со самото тоа што кажувате дека детето има ретка болест, не затоа што тоа дете е ментално или физички заостанато, не затоа што тоа дете може нешто да му се случи или нешто да им направи на другите деца, туку едноставно заради тоа што тој персонал треба да знае дека тоа дете има ретка болест, со цел ако се случи нешто да знаат дека пред да реагираат, треба да се јават кај семејството или кај одреден доктор кој е доктор на тоа дете. Значи, но тие погрешно го саќаат, тоа го саќаат како терат или како буквално како проблем во однос на другите деца. Јас мислам дека тоа е веројатно од недоволно разбирање на самите болести, од недоволно, нели, сите зборуваат за она инклузија за децата со посебни потреби, но забораваат дека дури и ние нормалните луѓе, значи луѓето со ретки болести се нормални луѓе, имаат потреба од инклузија која ќе биде на едно повисоко ниво. Значи луѓето да бидат едноставно заедно со сите други, а не да бидат одделени. Не ни требаат специјални училишта, треба да се прифатат. Треба да бидат вклучени на вистина, да. Да. Весна, ние сме при крај со времето. Дали на крајот од твоето гостување во нашата емисија би сакала да упатиш една препорака или совет до гледачите кои што не следат? Доколку не следат пациенти и семејства со ретки болести, сакам да им кажам никогаш да не се срамат и никогаш да не ја кријат својата болест, затоа што тоа не е минус во животот, тоа е плюс во животот и направи посилни и подобри луѓе. Кон другите луѓе сакам да упатам порака едноставно да не разберат и да не прифатат такви какви што сме, затоа што ние не сме страшни луѓе.